Посхумно од печат излезе книгата за единствениот македонски витез на пронаѓаштвото Кирил Донски. Книгата е второ дополнително издание на веќе објавената Подвизи за славата на Македонија, а е подготвено од неговиот син магистер Виктор Донски. Кои се мотивите за издавање на дополнителното издание? Еден од главните мотиви е да се прошири зборот и сите случувања историски кои што се споменати во книгата, да оставаме еден вид трак и белег на помладите генерации. Која е личната и пошироката обштествена сатисфакција со оваа книга? Сатисфакцијата за оваа книга е пред се оставање на еден спомен за еден човек кој што зад себе има направено многу за оваа држава. Тоа се работи кои што дури ние помалку ги подзабораваме, меѓутоа треба секогаш да имаме во предвид кои биле нашите предци и што направиле за нас, за ние да бидеме сега таму кај што сме фактички. Книгата изобилува со историја, факти и нови сознанија, но која е пораката до новите генерации? Главна и основна порака е дека треба да си ја запазуваме и да си ја негуваме нашата историја, бидејќи не сме дрво без корен, нашата слобода, независност, држава не е случајно извојувана. Значи, татко ми конкретно бил рануван 4 пати за време на Втора светска војна, меѓутоа да не забораваме дека многу луѓе го дали својот живот, крвареле за оваа држава и тоа не сме да биде заборавено. Кирил Донски е учесник во НОБ каде е рануван, но по војната основал и легална организација за самостојна Македонија, зашто во затвор поминал неколку години. По излегувањето се посветува на иноваторство и го планира така наречениот летички комбајн, зашто во 1962 година на меѓународната изложба Еурека во Брисел освојува златен медал. Во 1998 година на истата изложба освојува и сребрен медал, пошто Кралската белгиска комора го прогласува за витез на пронаѓаштвото, признание со кое е единствен во државата.